Општина Штип не ја напушта идејата за обврзници како начин да обезбеди пари и да финансира во проекти. Потреба на жителите на општина Штип е да се урбанизира, да се развива градот и ова е еден начин на финансирање кој што се надевам дека од Штип ќе се даде позитивен пример како практично може да се искористат сите форми и сите начини на финансирање на одредени проекти. Она кое што нас ни стои на располагање, не само издавање на обврзница, туку и практично аплицирање до европски фондови и до друг вид на финансирање на проекти, ќе се обидеме да стигнеме до крајната цел, а со тоа и до развивање на нашата општина. Според градоначалникот Иван Јорданов, веќе промовираниот проект 1198 нуди можност дел предвиденото да се реализира, но плановите се многу поголеми. Очекуваме со формирањето на новата влада, дел од програмата која што е предвидена за соработка и еден вид децентрализација со локалната самоуправа, да значи можност за развој на општина Штип. Што со парите од само придонесот на кој општината исто така планираше? Очекувам веќе и во наредните месеци по формирањето на институциите да влеземе во фаза на искористување на средствата од самопридонесот за изградба на резервоари кои што се клучни исто така за водоснабдување и за функционалност на главна водоводна линија 2, со што ќе се овозможи чиста вода за пиење на целиот тој иден дел, развоен дел на град Штип, а тоа е населбата Пребег, високите зони, тука би ги вклучил населбата Железничка, Тричешми, Плуждино. Проектот 1198 треба да отпочне да се реализира со ребаланс на буџетот кој идниот премиер Христијан Мицковски го најави за октомври, пошто општините ќе ги добијат првите пари од овој проект, кој изнесува 260 милиони евра.